При неодамнешната посета на лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски на Кочани му беше поставено новинарско прашање како ја коментира забавената изградба на акумулацијата Речани, која бавно напредува и се одложува со години. Овој проект е од исклучително значење бидејќи ќе овозможи снабдување со вода на градот Кочани и десетина населени места без препумпни станици кои се големи потрошувачи на струја. Преку инсталирање на 2 хидроцентрали ќе обезбеди производство на електрична енергија и ќе наводнува над 3000 хектари земјоделско земјиште во Кочанската котлина и пошироко. Браната Речани навистина е важна, затоа што по гравитација нема да се користат пумпи за испумпување на вода од бунари, така и да се троши за тоа многу струја и тоа практично да го оптоварува буџетот на јавното комунално претпријатие кое врши водоснабдување. Затоа е овдека важно оваа брана да се направи. Ја жалам што ова сега го слушам од вас. Тоа е недозволено и тоа не смее да се дозволи и треба да се организираат граѓаните овдека во Кочани и да излезат на терен, па и протести пред владата ако треба, зашто да не, да се забрза овој процес, да видиме што е проблемот. Еве сега имаме тука и пратеници имаме од собранието, да си се поднесат амандмани во новиот буџет кој што ќе биде пред пратениците и да се обезбедат, ако се парите проблем, доволно средства за оваа брана да биде завршена во текот на следниот период, експресно брзо, и да може кочанчани да добијат вода која што ќе иде по гравитацијски пат, односно тие пари кои што сега се трошат за струја да се трошат за обнова на водната инфраструктура, на цевките и така натаму. И јас еве ги охрабрувам пратениците кои што се тука позади мене во следниот буџет кој што ќе биде доставен пред нив да предвидат ваков амандман доколку видат дека тие средства не се предвидени во тој буџет. Нелогично е што и покрај негативното мислење на стручњаци од водостопанската сфера за потребата и оправданоста од изградбата на акумулацијата Отиње во Штип поради немање вода во речното корито, сепак надлежните ја стартувале низината реализација.